Ивановски решил да се трезни. Од сонот за ЕУ. Глупо е, бе, дечко, да се трезниш за малце. Баш кад трезен ти не им бркаш работа на тие за тебе. Остани си, бе, пијан, бе. Внели во сонот за ЕУ или во некој друг сон. Ке ти смисла тебе они друг сон за да те опијанат. Баш ка добро се седи пијан со гранчиња, тендерчиња, емисијчиња за кои се лапаат дебели евричиња. Па брат за брат, еврата за... Боријан пак, кој беше озрачен од светото папско зелено светло за влез во ЕУ, сега гледам купуе свеќи, изгледа и пали шкорчиња во мракот. И од дуделанш на Бране сега му прави дуделанш на Зоки, таче, не ике многу дуделанш. Тоа да ти било фудбалски клуб од Луксембург до душа, сите го знаеме, нели? А таче навија за Шкендија, нели си оди на Шкендија, им честита тамо, што знам што тамо, титули, митули, ово, она, купови, мупови. Видовме како се сликаше со Али и со Груби. Он сака грубо, али така. Грубо, ред нежно. А сите го бацува, си сака да го бацува, а то време на време. Сега нон-стоп грубост. Так. А вие сте многу разочарани, нели? Или само тоа така ни изгледа? А? Вие, мислам, дечкиве што се трезните, што сте озрачени од зелено, папско, светло, свето и така натаму, а? Многу сте разочарани, признајте. А? Епа, џабе шмукавте ли жавчиња под маса, бе? Џабе. Свативме. За да успееш овде, имаш само две опции. Под број 1 да се родиш албанец и под број 2 да имаш бугарски пасош. Македонец да си не е опција. Тоа е казна. А ни се пружа историска шанса прв пат да се чаталиме на многу побогати и посилни држави од нас. Еве бе, искористете таа шанса, бе, морони. Пардон, мислам, вие од СДС и ДУИ, мислам, Аве, славјанке, бе, искористија шансата, се жалиш дека те критикуваме. Па еве ти шанса на животот. Папни им вето за влез во НАТО на Шведска и на Финска. Иш да не ти чуе, бе. Иш да не ти чуе. Покажи дека и ние имаме суверенитет, бе. Да вида дека не можат со нас така да си играат. Еднаш и ние, бе, на некого вето да стегнеме доста, кој како стигне секоја будала, нас вето нимава. Па која друг пат ќе ни се отвори таква можност вето да им стегнеме на една Финска и Шведска, еј. Бапни им вето, славјанке, да се осетиме и ние малку важни, дека постоиме, дека ете и од нас нешто зависи во овој посран западен свет на вета, курчење и уцени. Бапни им вето, славјанке, ќе станеш втор Гоце Делчев, Ганди и Мендела, 3 во 1. Оти тоа вето ќе го спаси светот од нуклеарна трета светска војна. Пукни им вето, славјанке, и твојата фигура ќе дојде на местото на статуата на слободата во Њујорк, а ти ќе бидеш и на местото на Гоце Делчев во парк. А како бонус, ќе те качиме и на Букефал на плоштад. Ацика ќе отргнеме тамо негде кај ќосето ќе ставиме. Шибни им вето, славјанке, за влез во НАТО, бе, онака од ненаде шибни им, да се шокираат. Да пофаќаме и ние малку сеир тука, бе, малку кој ќе ги ококора тоа дегенериранине европски говеда очите, кој ќе испуштат во шок едно. Hey, what the fuck? What the fuck? Are you talking to me? Talking to me? What the fuck are you talking to? Каков кејф ќе биде тоа, бе, славјанке, бе. Кој ќе се унередат од шок, бе, јао. Ајде, бе, и ти, таче, бе, ајде, бе, и ти, ајде, дај зелено, не мора папско светло, било какво зелено светло за предвремени избори во октомври. Доста ви беше таче керефекање, ве видовме уште еднаш каква неспособна багра сте и никогаш повеќе нема да дојдете на власт, ова сум ви го кажал неколку пати и ќе го повторам пак. И онака си фатен во небрано грозје и со секој ден си ја зголемуваш агонијата. Не може, бе, таче, ништо да поправиш, само може да да доработиш на урнисување на Македонија, а тоа скапо ќе те чини. Иде, таче, дебелата крчмарка со сметката. На крај ти ќе ја платиш за сите нас.
наместо миле ми текна, ќе биде таче се штрекна. Колку му закачија за греota човекот, така ќе збори народот, таче наоколу. Затоа памет во глава. Ова соопштение е за слободните вистинољубиви медиуми во Северна. Само што се вратив од погребот на Путин. Многу беше тажно. Немаше никој, освен мене и двајца гробари во шарени мајци со апликација НАТО. Имаше до души едно кученце, ко кафеаво глуварче. Кучево ми направи едно тажно аф, аф. Го гледам, нели, тоа пак аф, аф. Не го разбирам. Вклучив Google Translate, она симултан превод, а кучево ми вели, јас сум, вели, Померановиќ, Путин. Стопанот ми умре, сега сум само, никој не ќе да ме вдоми, зашто многу лами плачам за мојот владе Путин. Можеш ли, добар човеку, да ме земеш со тебе? Види бе, Померановиќ, му викам, нема шанси. Јас сум од онаа посеверчената држава, а ние сме НАТО сила, поточно НАТО ни е стопан, ко на тебе Путин што ти е стопан. А ЕУ ни е нас маќа и нема да ме пуштат со тебе. Ти си ја бре, Померановиќ, агресор за овие моиве, за ЕУ и за НАТО. Башка, куче, мислам, многу бре личиш на Путин. Многу личиш на Путин. Тоа ведите си ист Путин, тоа устата. Абе, ко Путин да го гледам. Тоа е, брату Померановиќ, живот кучешки. И нас утре така, кој ќе умрат ЕУ и НАТО, никој нема да сака да не вдоми, не се секирај. Ова е целото вистина што ви го кажувам, драги гледачи. Да ми умре ЕУ и НАТО ако ве лажам. А сега стварно малку имам намера да ви излажам. Значи, ова што ќе ослушнете од сега па натака, све е лага. Путин не е умрен, до таа мера нели да не мрда. Значи малку е умрен. И сега он кога го освои Мариупол зароби преку 40 француски платеници инструктори, па британски, па американски, па тама некој од Африка зароби. А тие држави ќутат или негираат? Најмногу би сакале овие пленициве да се мртви. Но Путин ги чува за да покаже на светот против кого војувал. А тоа не е украинскиот народ. Има докази за биолабораториите на Пентагон не само во Украина, што се туку и во Грузија и на Тајван. Таму, например, на Тајван, да ти се праеле сипаници смртоносни ко чума, над 95% смртност. Кинезите, кои ќе ги лапнат овие докази, море ќе ги лапнат ко Тулумба. И шо мислите, шо ќе се случи со кинезите, бе? Абе, правец Тајван. Па после, нели велат, Путин ќе одговара во Хаг. Па не знам баш кој ќе ги презентира сите докази, дали некој нормален ќе помисли на Хаг. Второ, нема таква сила која ќе го испорача него во Хаг. Русите го сакаат Путин, верувале вие или не. Иако ја се лажам дека го сакаат. Бе, многу го мразат тоа русите. Само 85% од нив го сакаат. Мислам, за умрен човек не е лошо. Ете, финците решија во НАТО, а Путин реши елитни единици за нуклеарки да ги помести 1000 километри понапред на самата финска граница. Инаку, Русија, мислам, ако не сте знаеле, има 3 армии задолжени за нуклеарниот потенцијал. Фатална грешка направија кога решија Путин да го стиснат ко маче во зид. А сега веќе се повеќе НАТО и независни експерти зборуваат дека тактички нуклеарен напад од Русија е реалност. И кому му беше потребно ова, бе, а? Веројатно на истите кои стоеа зад пандемијата COVID. COVID? Шо беше, бе, тоа COVID, па? Абе, стварно имаше пандемија COVID, а? Па добро, бе, кај се изгуби COVID-ов ако го имаше? Го снема, а? Одеднаш го снема. Путин кога почна да пука у Украина. А?
Го снема ковидов, излезе од мода, не е више во мода. Сега Путин, за да влезе во мода, нели, овој ковидов мораше да излезе од мода, за Путин да влезе во мода. Тоа е така на овој свет, еден излегува во мода, за друг да влезе во мода. Затоа сега за нас е во мода да го испушиме под вода на Владе. Магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда, ова болестиве од животни што ни се лепат као мени у кафана да гледаш. Само што нели менито е на Светската здравствена организација. За оваа сезона, ќе ве молам дајте ми мачја мигрена со папагалска и холалија као дресинг. Со оглед на тоа дека не третираат као говеда, мора да не плашат со вакви глупости, нели? Ако тезата што ни ја продаваа беше дека некој кинес лапнал лилјак и така се разболел од ковид, се поставува прашањето кој е нултиот пациент што му го опнал на мајмунот па фатил сипаници. И уште тезата дека највеќе луѓе се заразиле на некаква геј забава. Кога нема кого да обвинат, најлесно е да кажат дека пешкирите се криви. И после Сашо е хомофоб, ги мразело братните, а овие што пробуваат да ве обвинат дека сте прошириле зараза низ цела планета, тие се окей за вас, така? Јасно ви проблемот. Само не ми е јасно колку ќе обвинат ако се појави епидемија на слонски заушки. Веројатно тогаш ескимите ќе ги обвинат. Се е логично кога СЗО е во прашање. И како ќе носиме маски без затолкави уши за да не се заразиме? И брис од дуво ќе ни земаат. Чути, уствари, болje од дуво да ни земат него од гс као на кинезине што им зимаа. Тоа малку непријатно, имаш тегоби кои ти обрцне тоа. А и логично е дека вирусите се незгодни суштества и можат да избегаат од лабораторија. Не бегаат 100 години, али кога ќе почнат да бегаат, од 2019 сега бегаат по принципот како први така други. И ќе си бегаат у наредниве 10 години. Ако Путин не замаа сите со нуклеарки, па некако вирусиве да ги потамани со нас. Шо знае бе вирус, шо е прувета? Дечкото му се искачало малце да прошета на ваздух и си рекол, чујаме малце ќе излезам, па ќе ја напуштам лабораторијава, па светот и животот е и надвор од лабораторијава, не е само внатре. Јоп, патот под нозе. Јеби го, од сега ќе викаме глуп си ко вирус, не знаеш кај одиш. Во Мариупол, освен руска војска, нема никој. Тишина. Од фабриката Азовстал ги извлекоа со автобуси последните 264 преживеани војници на злогласниот полк Азов како во Рачиново во 2001. Само што овие војници не одат во слобода, туку во руско заробеништво. Ке им судат русите. Меѓу нив има многу платеници од слободарските и хумани НАТО држави. Инаку, Путин е уште на умирање. Ако веќе не е умрен. Ако веќе не е умрена, не знае, зашо медиумите од прекрасниот НАТО свет се уште не го известиле за тоа, нели? И среќа е да ви кажам што Путин ја губи војната. Толку ја губи што Финска и Шведска од страв побрзаа да влезат во НАТО, нели? Ако ние, начело со Славјанка, им дозволиме да влезат. Оти сега... Абе, сега и ние се прашуваме како НАТО сила, бе. Славјанка одлучува. А можно е да одлучи да влезат? И тогаш НАТО ќе се гордее со новото мнозинство. А Путин, како тазе умрен, ќе лежи со скрстени раце во Кремљ и никој нема да знае што ќе направи следно. Како и до сега што не знаеше, впрочем. Ама едно се знае. Путин ја губи војната.
И се знае уште нешто. Ама тоа не е баш во мода да се каже во прекрасниот НАТО и ЕУ свет и кај нас. На нашиве супер слободни медиуми, кои исто така објективно информираат дека русите се лузери. Никако да кажат дека ќе има глад во септември во сред Европа. И ќе нема грејење зимава за развиениот победнички ЕУ свет. Оти житото во Украина годинава за жал не роди. А овие рускиве лузери и губитници, лузери произведоа илјадници милиони тони жито Оти Путин и така ќе ја загуби војната, па од тага си рекоа, барем леп да имаме да јадеме така поразени, уништени. И барем ќе се грееме. Оти ни остана бајги газ, нели? Тешко е кога си поразен воено како Русија и кога ти е Путинот умрен, а имаш премногу жито и газ, многу е тогаш тешко. Ке мора да го продаваш гасот и нели житото на милиони црнци во Африка, на милиарда и кусур кинези, на скоро милиарда индици, на јужноамериканци. Ама джабе ти е ко си лузер ко Русија Овие 3 милиарди луѓе и држави не се важат тие не се меѓународната. Не се тие меѓународната, важни се само оние во ЕУ и НАТО, тие се меѓународната заедница. Другите се ситна боранија 3 милиарди што се на светот. ЕУ и НАТО се битни, тие држави. Тоа е цивилизацијата и напредниот свет. Другиве не, другиве везе нема другиве. Све започнало од Колумбо кој открил Америка Нема везе тоа, претходно не постоело ништо Ништо не постоело. И само тие од НАТО, ако кажа дека си умрен или лузер, тоа се важи. Ете, толку треба да знаете. Владе, а тебе? Лесна ти земја. И ако случајно се вратиш од умрените, ќе дознаеме брзо. Или ќе чуеме. Финците може да ни јават. Или пољаците. А може и бугарите да ни јават, Они се обично баксузи во ситуации кога демократскиот запад тврди дека русите губат некоја војна. Имаше во минатото тешки инциденти со НАТО или американски војници кои беа овде и кои не одговараа за насилствата кои ги предизвикаа поради пијанство и препич. Се сеќавате на 90-тите дека македонски заменик министер, мислам дека беше, загина во судар со НАТО возило или возило на квор кој возеше во обратен правец на патот Скопје-Велес. Загина човекот со целото семејство и никој не одговараше за тоа. Другите беа веднаш вратени дома по направените насилства кај нас. Дома не им се судеше. Тоа е така, особено Амери кога се во прашање. Не ги признаваат нашите судови, а веројатно и нашите животи и нашата безбедност. Едноставно, немаме право да се избориме за нашата правда и да им судиме овде. Но, еве и тамо некои британски хулигани се примадони за нашиот судски систем. Можат да речеме да ви силуваат керка и да не одговараат. Ке излезе вашата керка, сама си го барала. Така излегува, нели? Зошто е тоа така и како можат нашиве да прифатат еден таков феномен на казнена недопирливост и дискриминација, не можам да ви кажам. И никој нормален не може да ви го каже ова, зашто ова е ненормално самото по себе. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А имале една опасна женска единица, нели, од Шведска, не де Боже, тие да дојдат во Македонија. Ем ке не силуваат на смажите, ем не можеме да ги тужиме Замисли тие швеѓанки, тоа цела единица, батальон швеѓанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо пострашно од тоа. Батальон швеѓанки да се сега да ме силуваат, тука и не можам да ги тужам дека ме силувале. Швеѓанки!
Голи, сите батальон голи швеѓанки, згодни со плави очи да си лубаат. Страшно! Така ние која немаме држава. Тури му го! Не на швеѓаните. Ова и на швеѓанките, да, и на швеѓаните сега кога дојдаа на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на ај на швеѓаните, шо? Од женскава единица. Абе, не ќе ме силува, бе. Не ќе! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде!